Во текот на вчерашниот ден, Одделот за сузбивање на организиран криминал во координација со Основното јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција спроведе координирана акција со цел сузбивање на организирана криминална група составена од лица од Скопје, Битола, Струмица, Струга, Тетово и Радовиш, инволвирана во вршење на кривични дела против културното наследство и природните реткости. Криминалистичката истрага се спроведуваше повеќе од една година. Од страна на единицата за сериозен криминал при секторот за криминалистички истраги, а вчера се извршени претреси на вкуп на 16 локации, при што приведени се 13 лица. И од нив се одземени голем број на артефакти, монети, скапоцени камења, полускапоцени камења, стар накид, скулптури, керамички и бронзани предмети, мобилни телефони, рамка за пиштол и куршуми. Поднесена е кривична пријава против купно 14 лица поради постојање на основано сомнение за сторени кривични дела злосторничко здружување, присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости, изнесување, односно извезување на пространство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости и прикривање. Пријавените РП, АБ и ЖР во текот на 2017 и 2018 година со цел стекнување на противправна имотна корист и присвојување на добра под привремена заштита, културно наследство или природни реткости, создале злосторничко здружение во кое како членови во целиот временски период или повремено партиципирале останатите пријавени лица. Пријавените организатори и членови на злосторничкото здружение во наведениот период со умисла континуирано нуделе на продажба поединачно или групно повеќе предмети пронајдено претходно на археолошки локалитети низ државата. Ископаните археолошки предмети од непроценлива вредност, монети, скапоцени и полускапоцени камења на повеќе археолошки локалитети во државата ги продавале на заинтересирани лица од странство од Турција, Грција и Албанија. Продажбата се вршела освен на територијата на Република Македонија и на територијата на Република Грција.